Ајде деца, внимание, ајде сите да играме, нови работи да учиме, најгради да добиваме. Ајде деца, дали знаете, со игра до знаење, игри лесница леден куп, за одговор точен, 5+. Утрово се разбудив и кивнав гласно. Ми светна нешто силно и ми стана јасно. Веднаш готварска капа на глава става. Ми чудеси разни со храна правам. Половина компир се претвори во бродче. Од морково добив портокалово копче. Комастило црта, планинскиот мед. Млекото снема, дури изброив до 5. Ајде деца сега пробајте и вие, зеленчук од сладки тајни крие, но вошијето штом слушна се побуни и стана. Јас сум здрава храна за детство без мана. Брокула, рукола, марула со крила, грашак, свекло, зелка, спанак дава сила. Грозје, сливи, вишни, киви, а и круши, кајси, праски, среши за на уши. Капата на глава, лажицата во рака, прави чудни форми, кој како сака. Хамбургери, чварки, помфрити, паштети, не јадете често, тоа ќе ви штети. Брокула, рукола, марула со крила, грашок, свекло, зелка, спанак дава сила. Грозје, сливи, вишни, киви, а и круши, кајси, праски, среши за на уши. Ајде деца сега пробајте и вие, зеленчук од сладки тајни крие, но вошијето штом слушна се побуни и стана. Јади здрава храна за детство без мана. 1, 2, 3, 4, 5, 5+. Добро, вака, значи, тој што ми е прилогот, што ми е за сора коментарите, тој го напишав, тој ќе го ставам на насловна страна, чека да видам. Добро, на наслов на рако мед, затоа што нели ние сега сме многу популарни, сме со ракометот и добро е тоа да биде на насловна страна, за да нели им се продаде весникот. Ама па ако биде тоа на насловна страна, како тогаш ќе напишам главна вест дека сум добил вчера 4 петки. Добро, не, нека останат коментарите, добро. Сега вака, значи ми треба нешто за здрава храна, треба да напишам нешто за за да го чуваме воздухот, да не го загадуваме. Треба да напишам нешто за рециклирање, треба да напишам за Чаки дека даде 4 гола исто така вчера, да не заборавам нешто да се јавам, да видам нешто и за девојчиња, ми треба нешто да напишам например за мода или не знам например за некои кукли или не. Леле, ништо не ми е готово. Да видам колку е часот. Леле, 5 часот е, ништо не ми е готово, а јас веќе сакам во 7 часот наутро да ми биде весникот на сите трафики во градот, за да можат сите да го читат. Ништо не можам сам, морам да побарам помош, морам некаква помош да побарам. Леле. Мина ќе ми помогне. Ајде, будење! Брзо, Мина, станувај, ајде! Станувај, готово! Оди во веце, измисли, ги забите и дојде ваму! Чекај, колку е часот? Многу е часот! 8? Какво 8? 4:15! Па имам време за спиење, Петко, што ти е? Немаш време за спиење! Немаме време за спиење! Немаме воопшто време, вестникот! Уште не сум го завршила, треба да го пуштам сите да може да го прочитаат, ајде, станувај! Чекај бе, Петко, полека застани малку. Абе, зошто ме будиш толку рано? Минам! Добро, ти кога купуваш вестник? Јас? Кажи ми, во кој дел од денот? Па, наутро кога ќе излезам. Кога? Па наутро кога ќе излезат и останатите сакаат да имаат купено вестник, затоа стани да ми помогнеш да го завршам мојот вестник.
Знаеш што ќе заборавев да ти кажам? Чекай да преживеш, каква врска имам јас со твојот вестник? Како можеш да немаш врска со мојот вестник мина? Па јас имам решено, не сум ти кажал што сакам да бидам кога ќе пораснам? Не. Најновото не сум ти го кажал? Не. Лале! Го знам најновото. Што е најновото? Сакаше да бидеш водовоđija. Разбуди се! Што ти е на тебе? Па не беше водовоđija? Не сум, стани да... Чекай, полека. Леле, Петко, па чекай, прво ми е срам што разговарам со тебе без да ги измијам забите. Ќе одам да си ги измијам забите, полека, застани малку. Јас ќе ти ги измијам забите, само стани веќе еднаш. Абе, како вестник, зашто зборуваш? Чекай да видам што ти е ова? Еве ти, ми ги забите и гледај таму да ми помогнеш. Тоа ми е вестникот. Треба да го направам, да го завршам за едно 2,5 сати, треба да ми биде готов, ајде. Чекай. Значи, Ај ти разбуди се и ти да не спиеш? како можам да спијам и јас сум уредник на вестник? Нешто да не сонуваш? Да не сонуваш нешто, Петко? Црно сонување мине, па јас сум, но воопшто око не сум склопил. Цели 24 сати не сум спијал затоа што сум уредник на вестник. Уредниците на вестниците не спијат, не јадат и не дишат додека не излезе вестникот. Каде си? Слушај, чекай малку ти кажам, јас не знам ништо не знам за вестниците, Петко, како да ти помогнам? Сакам само да ги читам. Како можеш да не знаеш ништо за вестници? Чекај, ај остави ме малку да мислам. Чекај, не можам да те оставам. Чекај, мислам. Смисли! Што смисли? Брзо ајде да го направим, ајде се. Одам да си ги измијам забите и ќе ја викнам Ана. Ана е уредник на Теа Модерна и таа ќе ти каже што треба да правиш, а јас може да поспијам во меѓувреме. Не, никако немој да спиеш, ето оди ми ги забива. Петко, Пеца Бајле, не е Ако е Пеца фер. Бајле, мора да е Пеца Бајле, кажи ми број да и се јавам јас на Ана, ајде. Ќе ти го кажам. Ајде. Витаминска и мултиминерална поддршка за време на растењето и развојот како додаток во исхраната. За малите да станат големи, Доктор Лео е изборот што ви треба. Произведува Геопром Скопје. Добре дојдовте во светот на Зуболс. Зуболсите сака да се тркалаат и волшебно да се отворат на својата кукичка. Секој Зуболс има своја посебна кукичка и секоја е различна. Тие сакаат да се галат, можат да трепкаат, намигнуваат, дури и да вртат со опашката. А кога се уморни, се затвораат како топче и заспиваат во својата кукичка. Има стотици различни Зуболси. Секој се продава посебно заедно со својата кукичка. Само за вас од Теа Колорс. Мојот херој е кампања за сите обични луѓе кои со храброст, честност и истреност направиле добри дела. Тие ни покажале дека времето во кое што живееме има своји јунаци кои не смееме да ги заборавиме. Херој е соседот Давор кој му го врати изгубениот паричник на собственикот. Херој е тетка Горде која ни посади дури 8 дрвца пред нашата зграда. Херој е пожарникарот Иле кој што го спаси малото маченце. Херој е спортската екипа која освои неколку медали. Херој е нашата наставничка Васе која не научи да читаме и пишуваме. Другар ми Стефан кој секогаш свири на хуманитарни концерти. Напиши и ти кој е твојот херој и какво дело направил. И испрати ни на info@5plus.mk или на Илинденска 43 низ 10 И наполни го нашето сандаче со позитивни
забавни приказни за твојот херој. Да не заборавам на Чаки да му се јавам да ми даде изјава и да ми опише за голот. Чек да видам. Леле, уште ги нема. Тоа да не заборавам. Добро, да видам ова за коментарите го завршив. Мојот текст, значи мојот текст да го завршам за моите петки. Моите петки, значи да видам, леле. Леле, пак ги немам. Добро, нема да стасаме, нема да стасаме, нема да стасаме. Ајде, држи ти мене, доаѓа бргу влигува. Важи, нема проблем. Ајде, ке те барам подоцна, влеговме Петко. Ајде, чао. Чао. Ана, Полека, смирите. не можам да се Ова е Ана за која ти зборував. Здраво, Ана, јас сум Петко, ќе се гушкаме подоцна, сега имаме работа, дојди да видиш. Чекај малку сега, прво да ти се извинам што те будиме во 6 наутро. Веќе е 6 часот, ама нема шанси да стигнеме. Петко сака денеска Весников да го направи и да го дистрибуира, можеш да замислиш? Чудо! Сега прво кажи фала многу што дојде на време. Фала ти многу што дојде, после ќе се гушкаме, дај да завршиме работа. Петко, чекај, стој. А како весник сакаш да правиш? Како мислиш, како вестник, па популарен? Добро. Дали станува збор за дневен весник, за неделник или пак за месечник? За секој сабајле да го има и сите да го купуваат. Ама тој весник тогаш не излегува во недела. Како мислиш, зашто да не излегува во недела? Па недела е неработен ден и за новинарите. Аха, А ти знаеш што е новинар? па знам. А ти што си? Јас? Да. Јас сум новинар сега сум и плюс сум главен што е на новинарите, уредувач на весник. Добро, а сакам да те прашам за во твојата редакција. Знаеш дека тимот, тој што ги собира сите новинари, тимот на кој што ти си шеф, тоа се вика редакција. Ако да убаво, ама во мојата И во редакција... тоа се прашам, имаш ти редакција? Колку луѓе има во твојата редакција? Да не, па јас сум редакција. Што? Зашто ми се смете? Кога вие дојдовте да ми се смете или да ми помогнете? Петко, а твојот весник колку страници сакаш да има? Па како колку страници, па да има едно 50, 100, 215. Петка, ај се облекувај да сукаме ракави. Ау, Ајде, не, ништо не верам. Јас ке дремнам или ке ми направам не некоја можам. чајче. Не, стој тука. Значи, Петко, можеше барам да ја кажеш на Ана дека јас сум дел од твојот тим, од твојата редакција, ништо ќе ти помогна. Петко, и за мене сакам кафе да ме расони. Благодарам. Јас имам испиено 10 кафиња. Извини ми да ми порасна опачката, ама морав да останам буден. Две со опашката, Ајде, ништо Петко, одиме страшно. сега со ред. Со ред, ајде. Значи, колкумина сметаш дека треба да биде дел од твојот тим? Па јас еве Нина и ти ако сакаш може. Не, значи рака. Ако сега проектираме весник кој што треба да има, да речеме 50 страници, Добро. од кои што 4 ќе ни бидат насловна страница, односно имаме нели насловна страница, па корица од зади. Добро. И потоа ги имаме втората и предпоследната страница. Внатре тимот ќе ја подготвува содржината што е намената за нашиот весник. Добро, да. Колкумина ќе ги исполнат тие 46 страници? Па вака сега сум смислил. Значи, треба да имаме некој што ќе да раскаже нешто добро за рециклирање, штедење електрична енергија. Пишуваме паралелно, а јас ќе пишувам, па ти само диктирај ми, важи? Значи за екологија, еве тоа може да биде Екологија. Мина затоа што таа... А може и се екосашка, може и екосашка. А можеме Ајде, екосашка. екосашка од време на време да консултираме за сериозни теми. Значи, Сашка ни е дописник, а Мина ни е редовен новинар, така? Да, Значи, дописник е човек кој што се јавува од некаде од градовите и ни информира за состојбата со екологијата во одреден град. Од каде е екосашка? Сашка од Скопје, ама таа од секаде. Ама по постојано потреба. патува, постојано патува. Таман, Постојано. добро. Значи, ќе имаме тема екологија. Екологија, да. Добро, втора тема која ни е? Па некако да ни биде за училиштата, еве, например. Образование, може да именуваме таа тема? Па може, да, убаво е. Мислам, таа тема најмногу ќе покрива јас колку петки добивам. Не е само вес твоите петки, па вес се и петките на децата од основно училиште Ѓорѓија Пулевски, па петките на децата од основно училиште Песталоци, па Кочораци. А знаеш тоа на што може таму може некој, например, во училиштето, ако направил приредба исто да го напишеме. Може, И онаа се согласувам. секцијата новинарска и тие може да ти бидат тебе соработници. Велиша? Не, па многу соработници ќе ми се фатат, ама Па ти си уредник, ти треба сите нив да се дружиш. Добро, да. Исто така исто. Значи образование. Да, добро. Добро? Ама кој е глав? За мода? Па ми на кого јас не познавам никој што се разбира во мода. Како не се разбира? Пони не ли се разбира во мода? Стој да се јавам. Пони, Бруго да се јавиш. Ајде, Јави Пони. се на Пони. Ова не било доста. Мислам дека добро е да му предложиш малку
бројот на страници да го намали. Мислам дека нема да стигне 50 страници да ги исполни со дневен вестник. Вообичаено дневните вестници не знам дали достигнуваат 50 страници. Има, ако се квалитетно направени. А вака со мала редакција како на петко, не знам дали ќе успееме. Нашо да видиме. Нешто стави за мода, што е многу откачено да носиш, дали маиците се носат вака или онака, која боја ти е омилена и не знам што. Едно така 20 на страници и ако можеш за едно... Не може за мода 20. Како? Не може за мода 20. Зошто да не може? Ти знаеш таа колку се разбира во модата, може цела книга да напише. Ама книгата треба да распоредиме по различни изданија, твојот вестник нема да излегува само денеска, треба да излезе јутре. Чекај малку. Што рече? Твојот вестник нема да излегува само денеска, треба јутре да излезе. Знаеш што? Не мораш тие 15-16 страници се денеска, ти напиши ми 2-3. Добре, напиши ми 5, па утре ќе ми напишеш 5 и така. Ти знаеш што? Немој да си заспала. Слушај, немој да си заспала. За 15 минути да си ми ги пратила, ајде чао, готово. Имаме за мода друго. Кај имаме, кај е текстот? Па ќе ми го прати за 15 минути. Па немаме мода, додека не ти е донесен тука на маса, немаме мода. Вау, а што се случува ако вистински не дојде текстот за мода? Тоа е друг проблем. Тогаш, знаеш, ќе седнеме со засукани ракави, ти како уредник ја носиш сета одговорност. Па што одговорност? Тоа значи, што е одговорност? Не, што има да носам одговорноста кога таа нема да напиша? Па тогаш вестникот утре нема да излезе, односно денеска. Се сетив. Да препишеме од твоето списание, може? Па тоа... Може од твојот вестник. Па тогаш вестникот нема да се вика вестник на петко, тоа ќе се вика Теа модерна? Не може така, значи не може со препишување, нели? Не може. Не може со препишување. Добро, ајде. Какви сте? Види ќе прати нешто таа. Таква ќе ни прати. А чекај, јас те прашав првата и основна работа. За кога ти е вестникот тебе, овој што го подготвуваме сега? За вчера. Како може за вчера? Тоа за јануари е вчера, 31. Ана, јас ви велам за вчера, за да знаете колку хитно треба да го завршиме. Треба за сат време да биде веќе на трафиките. Па не е така. Вестникот што го подготвуваме денеска е за утре. Па не може. Чекайте, полека, не губите концентрација. Значи стигнавме до моментот мода, ни остануваат уште неколку рубрики кои што ќе можеме да ги пополниме, така? Ајде го затвориме ова, па потоа ќе решаваме детали. Значи мода, сакаме спорт. Сакаме да Чаки ќе. Апсолутно, да, Чаки мислам дека ќе биде одличен новинар за спорт. Чаки, а кој рековме мода? Рековме ќе биде Пони, да. А образование кој ти си за образование? Твоите петки и петките на другите деца. А може и учителката Агапи да ја викаме. Можеме да не биде дописник. Можеме, да. Добра. И исто така знаете зашто можеме да имаме? За здрава храна. Тоа е најубавата рубрика. Можеме да имаме за здрава храна. Знаете што? Сакате да отвирнеме малку да се подсетиме на еден од тие супер рецептите што ги подготвува Цветко со децата? А може да го викнеме Цветко да ги запише овие рецепти како предлог да ги доставиме во нашиот вестник? Може? Можеме за следниот, сега за овој ние да запишеме, немаме толку време. Ајде, Ана, гледај, ова е одличен рецепт. Го гледаме Цветко. Ајде, земи таму мина, запишувај. 1, 2, 3, 4, 5 плюс. Еве како што гледате го нема Цветко, затоа јас и готвачката Ива ќе направиме вкусен воз. Ајде Ива да почнеме, друго нема Цветко, ајде. Здраво, Тино! Да, здраво, Ива. Сме почнале. Здраво, деца. Каков рецепт правиме денес? Вкусен воз. Вкусен воз! Знам што е тоа вкусен воз. Ова е здрава храна за детство без мана. Што ни е потребно за вкусниот воз? Потребно ни е парчиња кашкавал, така? Потребно ни е краставичка. Значи почнуваме веднаш. Додека ја правам вкусниот воз, Тино, помогни ми, кажи ми да не заборавив нешто. Што е многу битно да се каже? Дека рацете треба да не бидат секогаш измиени. Исто така и продуктите. Продуктите измиени. Но да смееме да го измиеме, например, кашкавалот, оти ќе се направи лом. Значи, друга битна работа, секогаш кога ги правите овие рецепти, треба некој возрастен да биде покрај вас. Од што ќе ги направиме тркалата на возот? Од парчиња морков. Парчиња морков? Не, ја мислам дека парчињата морков е подобро
си дојдат од горе, а тркалата да ги направиме со овие мали, ситни, суви грозијанца. Сувото грозијанце Да го намачкаме малку со намаз. ќе го намачкаме малку со вкусен намаз. Тој намаз ќе биде многу потребен како лепак. Значи, дечиња, секогаш да има возрасен покрај вас. Немојте да се обидувате да користите ножеви и слични остри работи. Моја помошничка Ива, како ќе го направиме оџакот на воз? Може да го направим оџакот од уште едно парче кашкавал или може од Уште едно парче кашкавал или можеби со ова темна маслинка? може вака зашто тука е порамно. Така, и напред ми се одлепи нешто од предната страна на возот. Е молам мој помошник Тино, среди го тоа. Додека ти го средуваш тоа, јас мислам дека од горната страна на возот треба да се најдат овие житарки. Значи, овие житарки, покрај тоа што можат да одат многу убаво со ова вкусно млекце, можат многу добро да одат со ова вовче. Значи, житарките ќе бидат вака, околу нашиот вкусен рецепт. Прекрасен рецепт, а можеби врне снег, додека возот се пробива низ планините. Нашиот рецепт навистина многу брзо го направивме. Кои се битни работи кои што ви кажавме сега овој вкусен воз? Нели секогаш да се измијат рацете пред да се почне со готвењето? Така, моја помошничка Ива. И да има некој возрасен покрај вас додека го приготвувате рецептот. Така. Значи, сето ова е здрава храна за детство без мана и ова вкусно вовче е многу интересно и можете сами да си го приготвите. Чуф. Рецепти брзи, лесни, вкусни и здрави. Веднаш земете неколку здрави продукти, смислете рецепт и подгответе го со некој возрасен. Ако сакате и вашите идеи да ги подготвиме, испратете ни ги на info@5plus.mk или на Илинденска 43/10 Скопје. А ние ќе го проверуваме сандачето секој ден да видиме какви рецепти, фотографии и видеа сте ни пратиле од вашите идеи за здрава храна. Јади здрава храна за детство без мана. 1, 2, 3, 4, 5, 5 плюс. Задзвони, ќе заспие. Абе, не спијам. Ме допрашам јас сите уредници се вака како тебе, Ана. Рано станувате, рано, не ми е јасно мене, јас не можам да се раствам уште. Ама новинарската работа е детерминирана со време, односно ограничена со време. Мораш да го спакуваш весникот до одреден термин, а доколку сакаш да ти биде објавен следниот ден. Ама ние сме неделник, кога зборувам ние, зборувам за редакцијата, тимот на Теа Модерна, тоа е овој неделник, а инаку редакциите на дневните весници, своите весници ги затвораат во 4 на платно. Значи веќе весникот на Дневник, на Утрински, на Вест е затворен и е пуштен во печат пред скоро час и нешто. Па значи не е ништо за денес. Ниту за утре, Златен. Нема да може да се испечати. Знаете да твојот вестник треба да појде во печатница, сета содржина која што спомнавме, што треба да направи Пони, Чаки, Мија, наставничката Гапи, Еко, Сашка, треба потоа да биде ставена, значи на лист хартија, да биде добро испланирана. Добро. И потоа како таква, а и некоја сликичка да ставиме. Ќе ставиме, чекај да ти кажам уште некои работи. И лектор треба да го дзирне тоа. Дали ти
пишано на соодветен јазик. И знаеш ли што е тоа лектор? Да, тој што многу го познава македонскиот јазик и што знае да те поправи ако нешто грешно кажуваш. Тој треба да ги дзирне сите содржини, значи и лекторот, потоа да ги дзирнеш ти, да ги провериш дали е тоа добро поминато, да ги испланираш на страници и да ги пратиме во печатница. Од кога ќе излезе од печатница, чичковците со комбињата треба да го дистрибуираат до сите трафики, до сите продажни места, до сите колпортери што ги сретнуваме на улица. А тоа се оние чичковци што продаваат весници на раскрсниците? Токму тие и тогаш ти е готов весникот. Тогаш ти работата за денеска си ја завршил, ама ти доаѓа утрешниот број. Како убаво звучи, а реално немаме ништо. А кога чекај, не е толку страшно. Чекај малку, ајде, нели има нешто фотографии, види колку убаво ваш, види теја модерна колку е со сликички, еден купима фотографии. Имате ви фотографии или па немаме? Петко знае да фотографира. Како немаме фотографии? Гледајте колку фотографии имаме. Опа. Видете колку фотографии имаме. Сите овие ми се фотографии ќе се ги искористиме. Што им фали? Види, ама сум убаво излезен тука. Види како сум Петко, ние зборам за фотографии кои што ги чуваш во албум. Ајде да видам која ти е тука фотографија за мода. За мода? Еве ми со диџеј. Таа ти е за музика. Како за? Со Катарина Ивановска. Таа ти е за мода. Да. Па гледаш, а која ти е за здрава храна? Па баш и немаш, Петко. А која ти е за екологија? Еве со наставничката Агапи, со екокарта. Ама тоа ти е само, ова ти е само за квизот, а за приредбата што чуваше во на училиште ондака? Па сега многу си запна. Па Петко, може ова за нова година, што има врска ако помина пред еден месец? Февруари сме. Да, добро, во право. Не може. Ничи не сте актуелни. Не сте, значи, ниту сте информативни, ниту сте образовни, ниту сте забавни. Ама ти само не караш. Не карам, ти кажам како се прави весник. Не, ти немој, ти се лутиш на Ана, јас ке ти се налутам на тебе ако и се наузиш на Ана, зашто во 5 наутро ја разбудив само за да дојде ке тебе да ти каже како е да се биде уредник. Вау, чекај малку, од каде ги знаеш ти сите овие работи, како станува уредник, јас немам поим. Па треба да бидеш новинар претходно. И треба да бидеш новинар извесен временски период. Петко, ти во која редакција имаш работено пред да бидеш уредник, бидејќи сакаш да бидеш главен? Јас? Да, ти. Па јас имам работено во неколку редакции. Како на само што тие не се во Македонија, ама туку се на некое друго место. Во странство? Да. Ама добро имаш дојдено знаме во теја модерна на гости. Тоа не ти се смета дека си бил новинар? Па не ми се... Па добро да што? Тоа како да не може одведнаш да си се посакам јас и да си почнам, што? Па можеш ли да почнеш, јас велам дека можеш да почнеш први во новинарската секција, во тоа училиштето каде што учеше. Па таму сум бил веќе готова. Ама таму не пишувавте вести? Ти знаеш што е вест? Да. Знаеш што е вест? Знам. Што е вест? Па нешто ново за да им кажеме на другите. Па информација, па тоа. Значи таа информација треба да биде ставена на парче хартија, односно треба да биде исчукана на компјутер. Имаме компјутер, брзо. Ајде брзо. Донеси го. Па ние па мислевме ќе пишуваме нешто. Еве ни го компјутерот. Ајде дојди ваму. Дојди јас да ти го отворам. Дај да го отворам. Ајде отворим го. Сидни си таму, ајде. Ајде. Повели? И сега, значи, темата која што беше за... Ти рече ќе пишеш за мода? Чекай, не, еве го, ми стасал имејлот од Виви. Убаво напишал за модата, што е актуелно да се носи, која боја е сега и... Супер, тоа е вест. Чекайте, уште нешто не недостасува. Ова е напишан текст, има наслов, има поднаслов. Има, да. Супер. Дај ми да го зирнам сега јас како уредник, да го зирнам јас. Од кога ќе го зирнам јас, ќе го пратиме кај лекторката. Добра. Од кога лекторката ќе го зирна, потоа ќе го пратиме со фотографиите кои што ги одбравме за мода со Катарина Ивановска. Ќе го пратиме кај графичките дизајнери да го постават текстот. Вау, што беа тие сега? Сега тие се графички дизајнери кои што ќе направат страницата да изгледа вака како што изгледа. Каде ќе стои фотографијата, каде ќе стои текстот. Текстот ќе да го види, е овој текст, така? Фотографијата со Катарина Ивановска ќе ја сместиме тука? Да. Може. Така ќе личи? Да. Може. Имаме толку текст, толку карактери. Да, види колку има еден куп, Ама не еден куп. Една информација или повеќе се? Ана, па има, види. Значи има која боја е актуелна, има малку за Катарина Ивановска, дека била заштитно лице на не знам си таму. Значи тоа се веќе две вести, за боите ќе го ставиме на другите две страници, овде ќе одиме само со Катарина Ивановска, може? Може. Супер. А додека ти го гледаш текстот, јас предлагам, ако имаме некој пет да ни се јави на 0800-5555 и да ни дадете идеја за што можеме друго да пишуваме во нашиот вестник. Имаме ли тако? Ало. Здраво, јухи, еј, кој ни се јавува? Јухи, Јорг. Како? Миле. Ајде уште еднаш, само полека.
Кој ни се јавува? Миле. Миле, како си, Миле? Арен. Добар си. Од каде ни се јавуваш? Прилеп. Од Прилеп ни се јавуваш. Добро. Дали некогаш си замислувал дека можеби еден ден ќе сакаш да станеш и ти дел од една редакција, значи која што создава весник, и кога би можел, кажи ми за што би пишувал? Имаш ли идеја? Што читаш ти во весниците што ти е на тебе најзабавно, најинтересно? За здравјето. Аха, за здравјето имаме такво нешто, здрава храна. Да, имаме здрава храна. Цветко, добро. Меѓутоа Миле може да ни биде дописник од Прилеп, така? Може? Миле, се служуваш? Би можел да ни пишуваш за тоа како се хранат прилепчани? Да. Да, Или знаеш добро. што би можел да ни напишеш? Би можел да ни напишеш доколку во твоето училиште организирате некоја екоакција. Може и за тоа, може и за екологија, зошто да не? Може. Добро. Имаш ли некое прашање за Ана, за нашата гостинка? Да. Кажувај брзо. Како беше? Ајде мисли како беше. Дали е лесно да се пишува весник? Не е воопшто лесно се пишува весник, затоа што гледаш дека има многу работи кои што треба да се завршат. Петко си мислеше дека така едноставно тоа оди и ја разбуди мина во 5 за да му биде весникот готов во 7. Ама тоа не оди така, но сепак кога работиш нешто со многу љубов и кога се вложуваш во тоа што го правиш, изгледа како песна. Да не сакаш да бидеш новинар? И јас мислам дека е лесно и Петко да не се плаши. Па да не се плаши, бидејќи тој тоа сака да го прави. Па Миле, знаеш како? Јас се сакав да завршам на брзинка, ама да ти кажам сега, кога дојде Ана, ми се чини дека така ќе имам повеќе содржини во весникот. Нека продолжи да пишува и да биде уредник. Добро. И уште идеја сакам да ни дадеш само пред да се одјавиме. Која позната личност, например, ти би сакал да ја интервјуираш? Значи, да ја поставуваш прашања и да направиме едно интервју во нашиот весник од некоја позната личност. Имаш идеја? Кој ти е омилен пеач? Миле? Или спортист? Миле? Не ја слушај, мама, слушај што те прашуваме. Кој е твој омилен пеач, пеачка, спортист? Пеач. Кој? Ало, Каролина Гочева. Каролина Гочева, ти благодарам за идејата. Поздрав до тебе, чао, чао. Ти испраќаме подарок од Теа Color. Само момент да ти покажам што би било тоа. Може да биде ова? Ти се допаѓа? Може? Може. Може? Добро. Во ред. Фала ти многу, Миле. Се слушаме во нека следна прилика. Чао, чао. А ти, Петко, брзо кај Каролинче да направиш едно интервју. Звонам, никој не ми се јавува. Не ти е добар бројот, чекај ќе ти го дадам јас нови. 1, 2, 3, 4, 5, Петкус! Кога има електрична енергија, треба да се штеди повеќе за да не ни се истроши цела. Да не го оставаш телевизор кога никој не гледа. Па тоа не баш. Да се троши енергија. Јас го оставам. Порекој штедам. И штедење вода, сигурно. Водата во летото, водата ни е најпотребна. И оставиш цел ден да тече и од водата може поплава да се остави. Поплава се спој. Пештам пари во касичка во облик на топка на фудбал. Ком ја понекојаш мама да ми даде некоја паричка и ја ставам. И после кога ќе напуниме си ги делиме парите. Штедење не, ако има сладолед има. Штедење, например, парите да ги заштедиш у банка и бидем ти се зголемува. Ние исто штедам пари, ама у долари, за негде на одмор да одиме,
да си ги заштедам парите и нешто да можам да си купам. Абе се сеќавам на Петко рекламата, кога вака оди и проверува све упалени светла и викам мораш да стелиш струја, само ги изгасува сите. И така и јас секогаш проверувам, исто како Петко. Кога нема да оставаш сијалицата да пали кога не си таму. Да не пушташ многу струја, да не пушташ многу телевизија, да не пушташ многу компјутер. Што ги правиш после? Па не знам. Кога сакам некој облека или џипи или нешто кој треба на храна или нешто за мајка ми, се штедам и таму си ги собирам кога или касичка и си ги собирам и кога ќе не треба ќе си ги искористам. Ќе станам цар. Ќе бидам богаташ. Кога ќе имам многу пари. Што ќе правиш? Што ќе купуваш? Не знам. Облеки. Nintendo, да. Па тоа е 8.000, ќе имам 30.000. Пој. И пој. Да, може да Значи, си ја ги прочиташ запишате секако. анкетата така, ова што направи во училиштето? Ја запишавме, ја запишав. Знаете што? Имам еден многу голем проблем. Да? Јас мислам дека ништо од вестникот. Имам многу голем проблем. Јас мислам се да откажеме готово. Како? Како така, Петко, се откажуваш ти Па ја едноставно? нема Каролина. И сега што ќе правиме бидејќи Каролина нема? Па мене ли ме прашуваш? Ти кажи ми што ќе Па ти правиме. си уредник. Добро, подкажи му, шепни му што прави ден. Не Уредник се разочаруваш кога нема да најдеш соодветен соговорник. Бараме она што може да биде соодветно заменето со тоа и со првишната идеја која што сме ја имале. И сега Значи, доколку кого? Каролина не успеавме да ја договориме, на кого сакаш ти друг да му направиш интервју? Чекај, јас предлагам вака да се собираме сите што сме во Ајде, редакцијата да бидеме колегиум. Што е Значи, тоа има колегиум? проблем. Полека, што е тоа колегиум? Состанок кога треба да се собере целата редакција и да ги разгледува проблемите и ситуациите кои што се случуваат. Да видиме до каде сме со текстовите, што ни е сработено, што не ни е сработено. Значи заклучивме дека по ни предаде мода. Супер. Мода е веќе работат графичките дизајнери, така? Да, и на чаки текстот го работат графичките И на чаки, да, дизајнери. спорт, значи образование треба Агапи сега да ни стигне. Да, така? а готов е овој текстот мој што беше за рецептот. Значи само главно интервју немаме. Немаме. Значи Каролина не откачи. И не ја најде. Не е во Македонија. А не е во Македонија. Е, тоа е веќе проблем. Значи, кој ни е сега најактуелен? Ракометарите? Да, може. Ама сега ќе стигнеме до нив или ти имаат Немам многу време, ангажмани? немам толку време. Ама знаете што, јас мислам дека треба малце да ги оставиме да се одморат, зашто секаде беа полно, секаде некој Ајде друг да да викнеме. ставиме работата да ми текне, да пукне. Сега слушај идејава. Ајде. Мина? Може. Јас се срамам, не Не се сакам. срамиш, ама како можеш да се Не. срамиш? Нема зошто да се Ама срамиш? се срамам. Мина, Ама, тебе да сите ти децата кажам. сакаат. Добра, ама чекај малку да те прашам нешто. Ама вака се договориме. Немој да ме прашуваш нешто страшно. Ништо нема страшно да те прашам, ќе те прашам за рециклирање. Се и за такви шалам, работи. Петко, можеш што сакаш да ме прашаш. Е, Ајде. па ајде, супер. Ајде. Знаете што? Е, па ништо. Ајде, додека сме тука на брзинка, јас да смислам некој прашање, да, ајде, Мина, да почнем. Инчи, пушти малце реклами, додека завршиме со интервјуто, да не ни го чујат сега како го правиме, па после кој ќе ни го купи вестникот? Па можеш малку да им откриеш додека не гледаат, не е воопшто страшно. Ајде. Значи вака, Мина. Од каде научи како се рециклира хартија? Од Еко Сашка. Од Еко? Сашка. Треба да е поопширна Да, во малку, исказот. да, ќе ми кажеш. Значи вака, јас прв пат со екологијата се запознав всушност кога дојдов да живеам во оваа наша стокатница. Добро, Тогаш на и? гости ми дојде Еко Сашка, која што дојде со екопатролата. Е сега, екопатролата всушност ставена од стој. Добро. Екопатролата А не ли ми треба нешто за да ми го снимате разговорот за да јас не мислам? Ама јас сигурно сам мојот телефон на кој што има диктафон. Аха, И тука диктафон. го снимаме, значи тука го снимаш ти сега целиот разговор. Добро. И потоа кога ќе појдеш во редакција, го ставаш пред тебе, ја пушташ од почеток и го слушаш целиот разговор кој што се го водил со Мина. И се пишува. И си пишуваш. Ама бидејќи сега немаме време, а ти си му другарка на Петко, Добро, тогаш јас ќе диктирам. Пополека ќе диктираш и Петко ќе запишува веднаш. Ја запишувам, добро. Добро, значи екопатролата имаше за цел имаше за цел да открие Стоп! Те ни го дознаат цело интервју, че те молам пушти реклами.
Добро, нека обидат реклама. Петкус, ајде, ајде. Витаминска и мултиминерална поддршка за време на растењето и развојот како додаток во исхраната. За малите да станат големи, Доктор Лео е изборот што ви треба. Произведува Геопром Скопје. Оди маче покрај тебе, милувај го, не те гребе. Здраво маче со очи сини, Hello Kitty албум на Панини. За минута замисли се како флик-флак. Флик-флак е отпорен на удари, водоотпорен, се пере дури и во машина. Ги следи децата каде и да одат. Флик-флак, часовник за деца. Еден, два, три, четири, пет плюс. Леле, колку сум возбудена. Се уште се жешки, пивни да ми. Често само, јас не решив кој ќе ни оди на насловна? На насловна веќе ни одиш ти, затоа што си нашиот херој, бидејќи ни помогна да направиме еден вестник. Не ти кажавме, сакавме да биде изненадување, ама ти си трчаш. Ама само ова еден мал детаљ, ќе те замолиме фотографот кога ќе те фотографира да си облечеш една ваква маичка. Едвај чека. Може? Повели? Најмногу на така. Затоа што сум јас леле со Мина, зошто нема твоја фотографија тука? Па, добро, знаеш, Петко ни е главен шизик. Тоа не е важно, туку важно е. Имаш ли ти свој херој? Да, јас имам неколку херои, меѓу кои што е Петко, а вториот мој херој се вика Дејан Зафиров. Тоа е момчето кој што возеше велосипед низ цел свет. Вау! Трети херој следниот број на насловна ќе го ставиме. Може. Ама јас имам уште поголеми херои од нив. Тоа се неколкумина. Се атлетите од специјална олимпијада. Чека, си облечам маичката. Добро. Значи памтам. Велосипедистот и атлетите од специјалната олимпијада за следната спортска рубрика. Може. Ти благодарам на вистина. Можам да ти кажам дека ми кажа од прва рака да почувствувам како е да се биде уредник на вестник. Петко, ти благодарам бидејќи ми даде оваа можност да бидам дел јас од 5+, затоа што се едно од моите омилени лица кои што ги знам. Под број 2, утре се надам дека вестникот ќе биде од дистрибуција пренесен до сите продажни места низ Македонија и со задоволство твоите читатели ќе си уживаат во вестникот. А знаеш што? Мислам дека е време да ја наградиме Мина. Може да поспијам малку време. Да, сега можеш да поспиеш. Биди му од помош на Петко секогаш кога ќе му треба, јас сум тука за вас двајца. Договорено. Фала ти многу, одам да спијам. Чао. Јухи, јеј!